Беше тоа на 3. август 1903 година, кога во местноста Дреновица кај Кавадарци, четата на тиквешкиот војвода Петар Јуруков водеше херојска борба против 300 турски војници, кои требало да заминат кон Крушево. Во борбата, која траеше повеќе од 5 часа, загинаа 17 борци од четата и 21 турски војник. Јуруков е роден 1882 година во Карлово, тогаш источна Румелија. До 4. клас учел во Карлово, а 5-тиот го завршил во Пловди во 1898-та. Својот револуционерен пат го започнал во Самоков, како член на младинскиот револуционерен кружок Трајко Китанчев. Со неполни 19 години заминал со една чета предводена од Михаил Апостолов Попето и Аргир Манасиев и се упатиле кон Тиквешијата со цел да киднапираат рударски инженер англичанец. Потоа се префрлиле во Кукуш, заменувајќи го Христо Чернопеев. Беше тоа на 3. август 1903 година, кога конечно беа заземени сите 4 државни објекти во центарот на Крушево. Крушево било ослободено и преземено од востаниците и од граѓаните. Требало да се совладаат уште 50 на 60 војници под команда на Мулјазимевер Али Ефенди, забарикадирани во малата касарна, каде што борбата се уште траела. Во меѓувреме, борбата за касарната добила жестина. Четата под команда на војводата Иван Наумов Алјабакот жестоко напаѓала кон касарната. На силниот оган на востаниците одговарале отоманските војници, забарикадирани зад малите прозорци на зградата и добро вооружени. Тие ги држеле востаниците под силен оган и со тоа ја одложиле борбата за целосно ослободување на градот. На 3. август 1909 година во Солун почна основачкиот конгрес на Народната федеративна партија, на која беа усвоени правците и задачите на партијата и беше избрано партиското раководство на чело со Димитар Влахов. На 3. август 1902 година во селото Вишни, Костурско, Егејска Македонија, предаден и обколен од османлиска војска, се самоуби Лазар Москов, еден од најзначајните македонски револуционери. По завршувањето на класичната гимназија во Битола, развил организацијска дејност во Костурско. Војвода бил во Костурскиот регион. Најблиски соработници му биле Павел Христов, Лазар Киселинчев, Пандо Кљашев и Васил Чакаларов. Имал средби и со Марко Лерински и со Гоце Делчев за време на неговата голема обиколка низ Македонија. Војводата Москов се самоубива во Вишнени во текот на престрелка со турскиот аскер, заедно со него бил и убиен Никола Рашајков. За Лазар Москов се пее народната песна "И за твојата слобода сладка, смртта јуначка покоси нас, но со дрскост вечно живее борбата и веќе е близу посакуваниот час". Москов бил еден од поактивните организатори на ВМРО во Костурско.